Јас не знам, ја би ве замолил. Не никогаш доцна човекот учи додека е жив. Еве наистина и почитување што го спомнав со 001, можеби не можеби, сигурен сум дека од погрешна читанка учат. Ајде да ги подсетиме или да ги научиме малце или да ги просветлиме малце тие што се уште не знаат дали се македонци или дали оваа држава во која ние живееме се вика Македонија. Ја режијата би ја замолил, вие донесовте еден материјал. Ќе го донесам само еден мал вовед да, претходно. Повелите. Значи, прашањето дали сме антички или словени, значи прашањето на антиквизацијата е политичко прашање, не е историско. Антиквизацијата е наметнат проблем. Наметнато нешто што му користи на нашиот јужен сосед и на неговите сојузници, кои сакаат да го обезличат ова парче земја и да го асимилираат уште ова мало парче слободна македонска земја. Таа е нивната идеја. Нивната идеја да се раздвојат денешните од древните македонци. Затоа тие форсираат идејата вие сте словени, дојденци од Заткарпатите, немате никаква врска со древните македонци на Александар и Филип. За да можат тие да ги присвојат. За жал, тие имаат подкрепа и во нашиве кругови овде. Од 45-та година наваму, ако се подсетите, бар повозрастните тоа го знаат, секоја прослава почнуваше со зборовите на нашите политичари и историчари: ние сме млад народ, млада држава. Не баре не крстени, па може би затоа прифативме да разговараме за името. Подпишавме спогодба со која што си наметнавме 5 услов, покрај оние 4 предвидени во Повелбата на Обединетите нации, кои патем речено ги исполнуваме. Со тоа си ставивме јамка на врат, камен во рацете, уште некој да не поттурне. Дај да видиме дали сме ние антички, дали така зборува нашата историја. Пред мене историјата на македонскиот народ, она од 69-та година, првата после возобновувањето на древната македонска држава. Ќе отвориме на страна 59, да видиме што во неја се вели. Иначе ова историја има издадено Институтот за национална историја, се разбира во соработка со МАНУ. На неја работеа 20 доктори на науки, од кои 7, ми се чини 7, тогашни или идни академици, што значи зад неја застана и Македонската академија. Што во неја читаме? Словените на историската сцена се појавуваат релативно доцна, дури во 5 и 6 век. Внимавајте, се појавуваат, не вели дојдаа од Заткарпати. Тоа е голема терминолошка разлика. Учен човек тоа знае да го разликува. Ова го пишува учени луѓе. Вели постоја и порано, но под друго име. Венети. И така се спомнати, вели, во историските извори. И прво спомнување на Венетите е Плиние, Тацит и Птоломеј во 1 и 2 век. И на тоа се завршува. Доказ го наведуваат Јорданец, германски историчар од 6 век, кој прави равенство меѓу Словени и Венети. Значи, не случајно го напишале ова нашите учени 1969 година. Значи, ние сме Словени, ама од 6 век. Сме постојали порано под друго име Венети. Мене ме копкаа Венетите. Јас почнав да копам по древните корени. До 91 година не можев. Зашто не беше преведен скоро ни еден антички автор. Основните книги кај што можеше да се осознае нашиот корен, прекутно беа повлечени. Не беа достапни за пошироката јавност. Беа пристапни само за одбрани луѓе. Што ќе видиме? Венетите ги спомнува Хомер, ги спомнува Херодот, татко на историјата, ги спомнува негов равниот Диодор, Тукидид, Демокрит, ги спомнува Квинти Руф, ги спомнува римскиот император Гај Јулије Цезар. Има напишано дело кое се нарекува Галските војни. Во незе што вели Гај Јулије Цезар? Венетите се најголеми морепловци, ги држат сите мориња, наплаќаат такси од околните народи, пловат дури до британските острови, меѓутоа лошо им е тоа што не ја почитуваат власта на императорот. И на тоа ги подбуцнуваат и останатите народи. Гледајте сега колку каква ситуација имаме. Оние диви словени кои што со трски вусти го поминаат Дунав и знаеа само да прават чунови, едно седи во издлабено дрво, биле најголемите морепловци. Древната македонска историја од 45-та година навака беше фрлена под тепих. Што гледаме овде? Ние имаме дуализам, две паралелни теории. Имаме Заткарпатската,
кое што посредно се влече, врз базен рече се појавиле, само на еден збор се појавиле, после тоа се влечат Дали посредни. беше тоа намерно да се маја да се закорави менталниот чип на македонецот, да не знае кој што е од каде, па да се дефинира дека тој е 44-та навака, пред тоа не постоеше. Токму тоа. Господин Божиновски, па вие ќе дадете повторно. Значи, многу добро ја познавам оваа историја. Јас ја имам исто и сум ја анализирал, но еве да не зборуваме со кога се во прашање Словените. Прво, има некои работи што и академик Петар Илиевски во една пригода ги рече многу е важно да се читаат оригиналите. Најчесто во нашата историографија, особено еве овие истории што се издавани во времето и пред Втората светска војна. Јас велам од 1924 година кога дојде државно образовен систем, нам ни се случија тие работи, но пред тоа вие треба да сватите дека илинденците се сите учители. И кај нив постоењето на македонците во антиката и меѓу народот е неспорно, мислам, многу е јасно. Секога се пак да се навратам во прашање словените. Интересно е дека изворите од 6 век, например, Прокопи Кесариски не зборува за Словени. Тој зборува за склавини. Тоа е веќе нешто друго. И уште е важно нешто во тоа второ македонско царство, кое условно за потребите на една европоцентрична историја е преименувано во византиско, се спомнуваат склави, склавини и во 6 и во 7 век. После 7 век никој не спомнува ни склави, ни склавини, ни словени. Значи, тоа вметнување на една група на народи нема подлога, вистинска историска подлога. Значи, самото име Словени е конструкција, како што е конструкција името Византија, што не постои, како што е конструкција Грција, што во антиката воопшто е непознат збор, како што е, например, конструкција, ова се се елементи од македонската историја, како што не постои турско царство и турско робство. Значи, кога ќе ги погледнете сите епохи, низ кои што ние минуваме, сите се со погрешни имиња. Како и антиквизација, ако ми дозволите. Добра, антиквизација е вака една смешка, Вестечка, да. која што, така, мислам дека има, не е јасно ни како, ни зошто е. Тоа е една, како да кажем, ново компониран збор, за да, еве, се покаже уште нешто. Гледате, тој што го измислил тоа. Тоа е плафон на глупост. Не е тоа. Значи, тој тоа што го измислил. Гледате се што имаме ние. Низ овој образовен систем се произведуваат на крај интелектуалци. Тие интелектуалци се произведуваат во одредени рамки. Тие рамки се дека ако си во Македонија интелектуалец, ако сакаш да видиш некој врвен, прво што треба да направиш е да поплюкаш по сопствената земја, по сопствената историја и сопствениот народ. Значи, тоа е производ на образовниот систем. Значи, таму ни е нас макав. Значи, ако имавме друг образовен систем, данас немаше да ни се случи воопшто ништо од ова. Значи, нити ќе се појаваше проблемот за името. Значи, тука е целиот проблем. И овие учебници, особено делот за историјата, тој е тој клучен, како да кажам, таа бактерија која го разорува интелектуалецот во Македонија. Затоа многу внимателно треба и сега овие потези што се прават некако хибридно. Пак се уште има Словени. Па потоа на соседните народи, кои навистина, ако се земе да се погледне историјата, сите тие имаат многу проблематично име, затоа што сите имаат резервни имиња. За да можат себе си да се најдат во минатото, тие мораат да повикаат уште некое име, за да видат тоа што се денес. Македонија е единствена која нема потреба да бара да биде нешто друго во минатото, за денес да биде македонец. Еве, Франција треба да биде Гал, за да може да биде француз. Да. Потоа, ако сакате, еве, Грција да не зборуваме. Грција треба да биде Елин, па после треба да биде, не знам, Јунан, или не знам уште што не,
за да може да става се денес договор. Еве Албанија земете. Албанија треба да биде шиптари, треба да бидат, па треба да бидат дарданци, па треба да бидат илири, уште нешто, па за да може да бидат денес албанци. Значи, се то сковано. И уште нешто е важно. Ниеден од нашите соседи не ја има напишано сопствената историја. На што се должи тоа? Заради тоа што учебникарството, кога во Европа се откри дека е за постојање на една држава и за да биде стабилна, најважен образовниот систем, Така. тогаш тој стана важен за државата и државата почна да го плаќа и да го контролира. Кај нас, бидејќи ние живеевме во Отоманска империја, ние сами си ги плаќавме учителите. Но веќе кога се европеизиравме, и тоа преку доаѓањето на сега соседните држави, кои нели има намера тука да ја востануваат својата власт, тие тоа го правеа низ образовен систем. Исто така, значи самата сегашна современа грчка наука, кажува дека за да може нашиот јужен сосед да стане грк, не беше важна археологијата. Туку важно беше школото. И во школа се произведени, тоа е се бройлери. Значи, ни сосила ги направија грци. Истото важи, значи, за сите наоколу. Изгледа дека ние во оваа ситуација имаме можеби и најголема среќа, бидејќи ние сами сега почнуваме да си ја пишуваме историјата. Во Србија историјата дојде од Австро-Унгарија. Во Бугарија дојде од Германија. Во Албанија дојде од Австрија. Во Грција дојде од Баварија историјата. Значи, тие им се напишани истории, им векате сега вие ќе бидете ова. За да бидете ова, ајде учителите, ајде пропагандниот систем и сега на митинг ќе викате дека сте тоа. Секој мора на митинг да спомне за Грција, за грците, за важноста на грчкото минато. Тоа е директива.